Добро утро, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ви најавив веќе во текот на првиот дел, оној дел кој што е резервиран за информации, за анимливости, актуелни настани, кои што се важни за сите сфери за човекот и општеството, дека денес е Светски ден на учителите. По тој повод, денеска оваа тема ќе ја обработиме со мојот денешен гостин. Професијата учител по некаква слободна дефиниција е една благородна професија која што го издигнува човекот или пак учителот на еден висок и хуман пиедестал со високи морални и квалитети. Денес е 5 октомври, Светски ден на учителите. Учениците да имаат современ, едуциран учител прилагоден на современите услови и на наставата кој што ќе биде креативен во работата е целта на сите ученици и на нивните родители. Мој гостин во студиото е учител Ѓоко Бајловски од Основното училиште Браќа Миладиновци. Учителе, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Како сте? Ја, одлично. Посебен ден и за вас. Денес е Светски ден на учителите, како што рековме. Како во вашето училиште се организира овој ден? Најпрво, би сакал на сите мои колешки, колеги, да им го честитам овој празник, да се чувствуваат пријатно, убаво, задоволно и, што рековте во најавата, благородно. А како го одбележуваме? Го одбележуваме на повеќе начини, со одредени манифестации, преку литературни читања, групни разговори и со учениците, пишување состави, некоја ликовна изложба направиме во холот на училиштето и ни се поклопува оваа година со детската недела, што е уште подобро. Така да, значи, може да излеземе на плоштад, генерацијски второ, трето деление, во нашето училиште, во училишниот двор и таму од децата слободност, креативно ќе цртаат, ќе бојат и ќе се забавуваат. Така. Веќе спомнавте за детската недела. Која всушност е целта на детската недела? Детската недела е да децата се повеќе и подлабоко се запознаат со своите права, но и со своите обврски. Бидејќи едно со друго оди. Не може само едното да им се даде на децата, значи вие дечиња имате право за тоа, имате право за тоа, според УНЕСКО што е даден тој предлог, туку и да сватат дека и она што го работат носи одредени одговорности, обврски, задолженија, дека и тоа треба да го завршат, и тоа како во училиште, така и дома, така и во надворешната средина. Да успееме нешто да се обидеме да направиме подобро за децата. Секако. Дали се сложувате со мојата констатација дека оваа ваша професија пред се е благородна? Еве искрено ќе ви кажам. Јас потекнувам од родители учители. И маќа и татко. И тоа мајка ми беше во Кочо-Рацијан, татко ми во Браќа Миладиновци. Еве јас на некој начин сум продолжена рака на нив. И уште тоа време кога ги слушав, беа задоволни, збореа како е убаво со дечиња се работи, како е пријатно да се работи, затоа што тоа е една невина детска душа која бара внимание, бара да му бидеш и татко, и мајка, и дедо, и се. Ние не е само школата, не е само таа училница, тој ограничен простор. Ние со децата комуницираме на разни начини. На излети, на прошетки, на екскурзии, ги гледаме и како раснати, како се болни, кога треба да ги ослободиме, да ги релаксираме, да ги опуштиме, да им помогнеме. Тоа се работи кои што од нас барат голем напор. Епен голем напор и мислам дека успеваме. Ја искрено ќе ви кажам,
со колешките кога разговараме и кога правиме еден убав вака слободен обед, не само од моето училиште, со колешките и од другите училишта, сите дават свој максимум. Јас сум горд што имам такви колешки, ја ви искрено ви кажувам, тие од мене купуваат, значи моето искуство го зимат, ама јас од помладите купувам, затоа што имат и тие своји нови идеи, нови креативни мисли, кои што некој пат и мене ми помагаат. Така, дали често работата ја носите дома? Исклучиво е дома. Така. Она што го работиме во школа е, според оваа програма денешна, Така. што е, тоа е многу тешко. Така. Колку време сте учител? Јас сум 31-32 години сега, да не ве лажам. Малку подоцна се завршив педагошки факултет, околу 31-32 години старост. И од тогаш наано сум во Браќа Милодиновци, имав мали прошетки во почетокот по селата, што е потребно и треба и таму да се види амбиентот, атмосферата, структурата на децата, структурата на родителите. Да, од 87 сум во Браќа Милодиновци до ден денеска. Така, често пати сега имаме можност да случајме во последните неколку години дека кога ќе се направи една паралела за материјалот за учење од порано и денес децата имаат многу пообемен материјал, порано поаѓаат на училиште, дури една година порано. Па што мислите вие, дали е тоа така? Точно е тоа. Материјалот е многу обемен, програмата е преобемна. Децата, еве сега конкретно јас водам трето одделение. Децата имаат 9 до 10 наставни предмети. 10 наставни предмети со се јазик. Дополнителна настава, одделенски час кој што го претворивме во час за животни вештини, а што за мене е малку и нелогично, бидејќи тој одделенски час јас порано сум го сакал, знаете зошто? За слободни разговори. Така. Што правеше дома? Тоа. Како правеше? Каде беше? Разни теми користиме тогаш. И за љубов, и за пари материјални, и за социјална недоразбирање меѓу децата, се решававте. Конфликти, се тоа. Сега сме преку ова образование за животни вештини, имаме некои теми, користиме, ама некако во строги рамки, тоа не е оној слободен разговор. Така. И тука мислам дека децата се преоптоварени, а паралелно со тоа ние уште преоптоварени. Да мислите ви едно дете да носи денеска има 6 час. Така. Дете од 8 години има 6 час. Тоа мене ми е тешко, не на детето. Мене ми е тешко. Да, родителите доаѓаат, праќаат такси, праќаат баби, дедоци да ги чекаат. Ние значи сега не сме стриктно вржени за ѕоното. Ќе ѕони сега, деца спремете се до гледање. Некој пат имаш потреба да останеш повеќе, некој пат не. Ама и луѓето чекаат надвор, и тие имаат обврска, значи да ги земат децата. Колку и да сакаме и не да кажеме, нека се учи сам, нека оди ово, она. Сепак се тоа мали дечиња. Так. Живееме во едно нестабилно време, да се збориме искрено, има разни типови на луѓе, кучиња, ова, она. И актуелно овие денови е токму таа тема, сигурно сте слушнале за киднапирањето на децата и родителите да стават посебен акцент на тоа да ги пречекуваат, да ги водат. Да, точно е. Точно е, па јас имам внука второ одделение, јас имам обврска додека се врати син ми да работа од таму, работи во Скопје, да тоа дете го земам, внуката ја земам, да ја одведам, да, значи тоа е не напор за мене, тоа е задоволство за мене, ама како дедо. Меѓутоа, не смееш да остиш сам. Не смееш, едноставно, некој на шега ќе викне, ќе се уплаши детето. Так. Значи, без разлика дали навистина нешто, не дај Боже, може да се случи, или од шега, од мајта, од ова, од она. Затоа деца се тоа, 8 години, 7 години деца не може да одат сами, мора да ги водиме, мора да ги пречекуваме и да бидеме повеќе со нив. Так. А работата дома, пред малку што кажаме, па да ви кажам право, со моите деца дома, со вториот син и со сопругата, најмалку се гледаме. Се сме на компјутер, јас на компјутер, ова да се спреми за утре, па ова наставно личе да се подготви, па овој список треба да се направи, па ова да се... Тука се по 2-3 сата
време. Така. Не е тоа за 5 минути. Не дека јас не сум толку вичен на компјутер. Значи, тука си бара внимание посебно. Отвори ова, побарај на ова веб страна, ти треба ова, ти треба она. Значи, нешто истражуваме за да утре отидеме подготвени, а не да се гледаме со децата, па што требаше сега да работиме, па како требаше да работиме. Тоа е импровизација. Сега. Треба да бегаме до импровизација. Така. Во кратки црти, значи, веќе го разработивме прашањето за паралелата за материјалот од поодамна и ден денес, но концизно и јасно добивме одговор од ваша страна. И сега децата, порано и денес. Дали е точно дека сега се поразгалени, дека имаат поголема поддршка од родителите, заштитнички се настроени, тоа е нормално за секој родител, но дека родителите сепак претеруваат. Многу прашања ми поставивте, Така. ајде во едно ќе Но верувам дека ќе ги некако склопите. ќе ги одговориме, колку можеме. Децата беа посамостални во почетокот. Можеби времето беше тако. Можеби воспитувањето беше тако. Можеби животот беше тако. Сега е подинамичен, потурбулентен, напорен. Така. Децата сега има работи кои што, верувате ми, јас знам кој ќе донесе домашно, дали го е сам изработил или го изработил со помош на родител или комплетно на родител. Не може, вие ако му дадете денес, кај денески, му дадете денес состав, пишува мојот учител. Состав. И ќе му дадете насоги, како прво надворешно да ме опише мене и како сум во карактер, се тоа, значи, колку и да сака детето, сепак ментален склоп не му дозволува толку да се изразува убаво, значи мора да бара помош од родител. Вие ангажирате, значи, дома и други луѓе. Детето има реченици кои што ќе ги сам состави, се уште учи што е точка, каде е крај на реченица, дали му е таа реченица извична, дали му е прашална. Тоа се работи кои не се работат за еден месец. Туку треба години и години. Така. А разлика постои. Од тие деца до денешните постои разлика. Зошто? Просто. Еве да кажем и моите деца и тие други, повеќе беа на воздух, повеќе беа на физички активности. Така. Сега се повеќе затворени дома. Да, во затворени простори. iPad, таблет, компјутерче, мобилни телефони, тоа јас си го гледам и кај моите внуки. Малечко, например, втората внука е 2 години, таа влегува од градинка и се фаќа за лаптоп, за она iPad. Што ги мене ми е тоа не е добро за детето. Ја искрено кажувам и на син ми, викам, многу години на компјутер, многу очите ќе поквари, треба да се на друг начин развива. Ама нема тие, дали времето го тоа носи? Што го наметнува носи? некако, да. Наметнува некако. Па некој пат и попушти, ја некој пат викам, добро, нека биде мирна, нека оди на iPad. Така. Нека прави што сака. Да, нека прави Но што сепак со тоа од друга страна гледано им се дава некаква слобода на децата. Па добро, ако правилно се насочи, значи компјутерот не е некоја лоша работа сега. Секако. Далеко од тоа, ера на компјутеризација, современизација и така натаму, ама треба се насочи што да работи на тоа. Так. Не е само песни, не се само цртани филмови, не се само Игри, некои игрички или не знам што. тие мајсторски направени игри. Да, него дај да видиме, учиме сега латиница, например, трето делење. Токму тоа Дај, сакам нека да ве бара, прашам. нека бара на компјутер, ама нека ги бара латиничните букви. Нека склопи некој зборче на латиница. Тоа е одлично. Те рекоа дека бенефит, имавме разговор со еден социолог и рече дека бенефит од компјутерите е токму тоа, што децата некако полесно ја учат латиница. Во ред, јас се сложувам со тоа. Ама во тоа насока. Инаку Како што рековте, насоката да биде правилна. Насоката да биде правилна. Сега замислите како ќе биде насока ако детето или го чува, да кажеме, 70 години дедо или баба, родителите се на работа или не отсутни и мислите дека ќе може да се направи таа насока. Тешко. Тешко. Искрено се зборим. Многу тешко. Детето секој пат победува. Така. Секој пат победува, посебно кај дедовците и бабите. Ние сме малку така по флегматични кон нив, по притарни. Вела дека внучето се сака повеќе и од синот, и од детето. детето. Така. Што најчесто пишуваат децата на таа тема, мојот учител? Па има добри работи, има, значи,
богати состави, со убави мисли, со убави реченици, со убави описи и изненадуваат некој пат. Има и штури, нормално, и тоа се знае во едно деление од 20-30 ученика дека не се сите исти. Некој е понапреден, некој е помал, ама не значи дека тој не разбира, него ете. Помалку труд вложил во тоа. Пишуваат, едноставно, знаете, ве опишуваат вас, ве гледаат, па еве, например, мене сега да ме опишуваат, ќе кажат, нашиот учител има бела коса, брчки, да кажеме, строг е, подвикнува. Тоа е се и вистина, тоа не децата тука не лаже. А сепак има и деца, верувам, кои што се продлабочуваат, има. Кои што се гледа интелектот уште од мали нозе, дека можат да навлезат до некаде, онака детски, невински, како што рековте. Точно. Па затоа имаме таа додатна настава, имаме работа предвидена со надарени дечиња, да го извлечеме уште повеќе тој максимум од нив и успеваме. Ја мислам дека успеваме, затоа што после во 4-то и 5-то деление веќе они се издигнуваат, одат на надпревари, успеваат, се нервираат ако ништо не направат, па зашто, па како, па одбрзање ми беше учителе, па добро бе деца, па полека, не е пропаднал светот, па ќе биде, друг пат ќе биде подобро, сега е така, значи ги смируваме, им помагаме колку можеме. Тоа не е јас, него сите мои колешки. Како ги мотивирате децата да учат? Па јас имам некоја, не е тоа некој мој метод или не знам што, него така може ми дојде и стихи, но јас секој пат почнувам со некоја смешка, со некоја шега. Што сте денеска толку сериозни, што нели јадовте, нели доручкувавте, што вие да не сте болни, и веднаш почнуваат она да се раскашалуваат помалку и почнуваме некој контакт. Обично наидеме на тешка задача, мораме да изгубиме 15-20 минути. Ако изгубиме, ја викам, подобро 2 задачи ќе решиме, ама да ги сватиме, отколку 5 или 10 ќе решиме, а ништо не сме направили. Не би влегло во глава, едноставно, само сте го работеле махинално тоа. Имам добар пристап, добар однос со дечињата. Каква е соработката со родителите? Конкретно за оние деца кои што покажуваат помал интерес за учењето и оние деца на кои што поведението, да кажам, има на понисок степен. Јас кога на ова тема разговарам со родители, обично разговарам и на родителски, и тоа посебен дел, а и индивидуално ги повикам родителите за одредени дечиња и верувајте, до сега, барем моје мислење е тако, може би грешам, не знам, никој пат не ми се налути родителите да речат, учителе, не е така. Измислуваш или ова. Не. Секој пат ми веруваат и се обидуваат луѓето, не дека не. Но трката за екзистенција, одење приватна работа, е тоа што ги оддалечува родителите од децата. Тој вели, колку ученик учи, ја морам денеска да заработам 200-300 денари да му купам утреле. Значи, има структурата на одделението ви кажува се. Како однос имаш, имаме и дечиња со потешко што се овладуваат материјал, јас го викам родителот. Искрено му кажувам се. Знаете ли, родителот ми се отвара и искрено кажува. Така, учителе. Мислеме дека е вака, ама не било сега, еве во разговор, излегува дека е вака, дајте да му помогнеме. И помагаме. Имаме логопед, имаме социолог, имаме педагог, психолог, сите се вклучуваат во таа работа. Еве, денеска јас имам еден така немил настан на еден пријател, мој другар, што си помина, мора да одам сахрана, веднаш вчера за мене ќе биде логопедот. Значи, тие 3 часа мој ќе ги земе логопедот и сам ќе увиди уште повеќе таа работа и каде треба ќе помогне. Јас сум благодарен на колешките што излегуваат во пресред и на родителите со кои што имам навистина еден прекрасен однос. Не само со оваа генерација, со сите претходни. И денеска се видуваме, се слушаме, контактираме, одиме на гости кај некој, доаѓаат кај мене. Тој однос не се заборава, не се исклучува и тако и треба да биде. Така. Дали настојувате на тоа да ги учите децата на правите морални вредности во животот? Па ако сте вие морален, така. Вие сте огледало на тоа дете. Тоа ве гледа како Господ. Детето ве гледа како Господ. Ако сте вие неморален, во смисол
алкохоличар, во смислу, не знам што, Так, овако, оно. так. Тоа ќе се одрзи на целото делен ќе се одрзи. Значи, мора вие лично да покажете пример како треба. Да одите, што се вели, јас зборам за машки. Сега. Избричени, испеглани, изчистени. Никој не вели дека мора да биде ново секој ден купено или не знам што, најмодерно или така. Меѓутоа да биде она се во рамки на пристојно, на убаво, за да на тој начин детето ве гледа. Вие застанете пред него. Дали има дискриминација помеѓу децата во онаа смисла на облекување? Па ја во моје деление не сум приметил тоа, искрено да ви кажам. Так. Може и ми давате некоја идеја да така сега во иднина да разгледам, меѓутоа и оние што имаат подобри материјални ситуации и оние што немаат, за децата сите се грижат и гледат да ги облечат, да ги дотерат, да се чисти. Не сум наишол на таков пример, можеби некогаш и да имало тоа, јас да не сум го приметил. Така. Може и тоа. Порано оценките се пишуваа во бројки, а денес описно. Што е разликата во тоа? Ја не знам што е разликата. Ја да ви кажем искрено, бројчено оценување, како го ведоа со некоја намера да не се детето деморализира од единица, од двојка, од тројка, да кажеме, па ајде сега на овој начин. Во ред, и описното си има своји предности. Так. Меѓутоа, на некои семинари, стриктно ни кажам, вие не смеете негативно ништо да кажете, да напишете за детето. Ама чекате ве луѓе, ја не сакам да го навредам на тој начин. Дека нема концентрација, ама не може тоа така. На семинари зборам како ни е давана сугестија. Треба некои работи поотворено се кажат и да се напишат, и сега родителот ако е свесен, ако се навистина мисли за своето дете, кој ќе го прочита тоа, не дека не треба да реагира, него треба дома да седне и по тоа описно оценување да ги искоренува тие негативности, да му помогне детето, да рече, видиш, таму учителот ти напишал за овие 2 месеци, 3 си грешил во тоа, не си бил успешен во тоа. Значи тоа да си направат. Инаку за нас полесно беше бројченото оценување. Така, некако и за родителите мислам дека беше полесно. Мислам дека полесно, повидливо, попристапно, поконкретно ги беше. Сега овде имате структура на родители кои се со ниско образование, со средно, не може да ја долови суштината на реченицата што е тоа што ми напишал учителот за детето. И не може да свати на некој начин дали детето всушност напредувало или се уште работи со помош на учителот или така, да. Да, точно. Постојат различни мислења на таа тема, но тоа е што е. Тоа е што е. Ние ги прифаќаме тие работи, ги работиме, меѓутоа не верувам дека сме многу задоволни како учители од тоа описно оценување. Искрено. Имав случај, разговарав со уште некои учители на оваа тема, го рекоа истото што и вие. Па тоа е мнозинството е за тоа. Да, тоа е една општа констатација дека многу труд се вложи, а повратната информација не се добива од тоа што ја напише. Така. Дали децата сега, пак да кажам, уште од мали нозе се многу нервозни поради обемниот материјал? Па сега да се нервозни се, а дека не може да постигнат, не може да постигнат. Ние некои четива, некои текстови, некои песнички, мораме да ги работиме по 3 часа. Не може текст, например, сега да не кажам кој не ми текнал во умот, али обемен голем текст од 2 страни, да вежба да го чита, например, по улоги, да го анализира, кој е главен лик, кои се споредни ликови, време на настан, место на настан, која е пораката на детето. Они некои термини и зборови не може ни да свата. Ама која е тоа идејна порака? Што учителе? Мене тоа не ми е јасно. Значи, основните работи треба да ги сватат, па тогаш додиме на обработка на четиво, на текстот и тука се губи време, тешко е, заморно и за децата и за нас, меѓутоа успева. Така. Успеам. Не сме прескочиле ништо, барем зборам за себе, а мислам и моите колешки, да прескочат нешто, ова ќе го протрчиме или не ми е толку битно. Се чете во 5 реда, некој пат е многу кажува од онаа што е поголемо. Так.
Како го искажуваат незадоволството од оценките, еве пак да кажеме за оние во Децата или бројки? родителите? Децата. Па кога беше бројчано, знаете како реагира децата? Па некој па не е малку и така намерно. Ова толку ти е читањето ти е за тројка, го гледаш детето на солзи очи, па се не расположи, па не му е пријатно, значи реагират емотивно, меѓутоа нека реагира и треба се да реагира. Ако не реагира, значи ништо не му Сеедно му е. Сеедно му е. Треба да реагира, но тука сте вие за да му веднаш одма да чека полека, па тоа не е крај на светот, ќе биде подобро. Повежбај повеќе, утре ќе те прашам повторно, па ќе ги стигнеш другарчињите, ќе бидеш како ни уште по... Значи ќе го мотивираш на Го некој мотивирате начин. на таков начин за да учи уште повеќе и да напредува обавезно. понатаму. А сега, кога е веќе ова описно оценување, дали на самите деца им е јасно колку всушност Па научиле? не, децата многу имат мал, како да кажам, визуелен однос со тоа описно оценување. Повише го прикажуваме на родителите и повеќе време изгубиме на тие родителски состаноци, не само да ги поделиме евидентните листи, него да им објасниме дали е тоа прво ниво, дали е второ, дали е трето, што сум сакал да кажам со таа реченица, ако нешто е така поабстрактно напишано, мора да му објасните. Децата не се толку вовлечени во тоа описно оценување, бидејќи ја не верувам дека тие ги читат дома. Дури не ги ни носат дома, ние ги на состанокот разгледаме, подпишат и ги вратат родителите и само пренесат дома на детето што прочитал. Детето не верувам дека тоа толку е запознаено со тие работи. Секој учител си има план и програма за работа. Конкретно прашање за вас. Дали настојувате да давате домашно секој ден? Па секој ден не, ама ајде да кажем од тие 20 работни дена, 15 дена ќе дадам домашно. Така. Што е всушност поентата на домашната работа? Па поентата е на некој начин да го повторат, да го утврдат она што го училе во школа. Јас не го дадам за да се заморат, затоа што гледам дека доволно е напор даден во школа. Меѓутоа, ние немаме таква организација во школа, некоја целодневна настава, да кажеме, од со бајле па до попладне до 5 сат да бидеме во школа. Немаме тие услови, тој тип на школа, како во некои можеби градови во Македонија има. Јас сум слушнал за во Велес нешто дека има такво училиште, порано сега не знам. Или еве што читаме по Facebook, Финска, не знам кој тоа е, за нас е чудо. Тоа е за нас чудо. Децата таму некои работи ги легаат и си цртаат. Трчкаат, играат, ама имаат услови, имаат сали, имаат наставен нагледни средства, многу имаат. Ние сме малку ограничени со тоа. И сега знаете како е, сите доаѓаат и барат од вас. Сакам јас тоа да ми покажеш. Чекате, луѓе, мојата плата е толку. Да. Ја барате тетрадка, треба ја да ја купам. Барате наставни листи, треба јас да ги пенкало. Сите работи ние од свој џеб ги купува. Значи трпи и моето семејство можеби. И тука родителите се сложуваат на иста линија со нас. Тие не разбираат. Ама ние тоа не е струка, тоа припатиме, тоа го работиме и ете го правиме тоа. Можеби не е некој пат пакет, сигурно. Сигурно дека. Ама ете успеваме да некако да се жртвуваме за оваа работа. Така. Што е најголемиот успех на еден учител? Знаете што е најголем успех? Еве сега ги кажем. Сега, например, да дојдам овде или на попадал, да ме сретне некоја ученичка, да ми се јави, да ми каже дека таму се вработила, дека завршила тоа, дека им создала семејство, дека сака. Тоа е за мене најголемо што. Че не ме заборавиле. Така. И има такви случаи. Јас и на свадби сум бил кај мои ученички. Зато и ден денеска кога честат за роден ден, ја викам добро, ама на свадба да ме викаш, немој да заборавиш. Значи, така повеќе го кажам ради реда, меѓутоа има и вистина. Мои ученички ме викат на свадба, има некои работат и во влада, во Скопје, во големи компании и контакти имам со нив, се гледаме, контактираме, се слушаме како е, имали проблеми, се жалат, се фалат, Так. како и јас на нив.
Сум имала случај со гости овде во студиото кои кажале дека се уште се сеќаваат на дефинициите кои што ги учеле до 4-то одделение благодарение на нивните учители. Па добро, знаете како кога ја и денеска тоа го практикувам. Ако нешто учиме, пример граматика, јазик, сега е конкретно овие ден учевме слог. Ние ги делиме зборите на слогове. Викам децови, знаете ли што е слог? Так. Па аз сме го учели во второ, ама ете тоа изветреал. Па на некој ќе му текне, па некој ќе крене рака, па ќе каже нешто, ама не е тоа. Значи, тоа е таа дефиниција што по секоја година ја се кажуваме. повторува константно. Ова пример со тоа го кажа, има и други, со кои што децата го меморираат во глави, па останува и до ден денес. Како и мене што ми станале некои поимови од гимназија, од основно училиште, и ден денеска ги помнам, ги кажувам, дефиниции, правила. И ги помните, верувам, и вашиот учител или учителка? Подвлечени со црвено или напишени со црвено, па учени по неколку пати, па повторувани, и тоа останува во глава. Така. Кога ќе се вратите, да кажеме, години нанасат, седите и размислувате, кој ви беше најголема поддршка во она што го правевте? Па сопругата, семејството дома мој, родителите. Татко ми малку беше, така да кажам, абе синко, во образование ќе одиш. Барај нешто друго. Бидејќи и тој беше образование. Мајка ми пак велеше, синко, да си одиш ти да си завршиш за учител. 3-4 часа после знаеш како поси релаксиран, слободен. Но тоа така делува на разговор. Так. Наша слобода е сега многу мала и многу ограничена. Ние никој пат, не сега, него и тие почетни години кога сум бил, не сме имале 3 месеци одмор, како што го народот тоа прокламира, го кажува. Абе, 3 месеци одмор барат покачување. Знаете, тоа се работи кои што на некој начин ве интригираат, ве нервираат и сега не може на секој да му објаснам дека тоа не е. А па сега, на ово денешни овие реформи што се спроведуваат, ако се реформи, не знам како да ги кажам, месец дена немаме одмор. Ние почнуваме некаде до 10-15 јули сме вржени од школа и од 15 август повторно сме во школа. Така. Значи месец дена, 20 на дена работни, сме слободни. Тоа е. Банално е прашањето да ви го поставам, дали во некој момент од вашиот живот се покајавте што станавте учител, затоа што веќе мислам дека одговорот го дадовте не, јас го дадов одговорот и поконкретно ќе дадам. Многу ретко сум се покајал. И можете ми дојде некоја мисла, некоја нервоза, значи ние сме луѓе од крв и месо, нормално. Грешиме и ние, не сме идеални. Далеко од тоа. Ама тоа трае многу кратко, многу малку. Сепак, другото е превагнува на задоволство да го гледаш детето кога се смее, кога се шегува, па и кога плаче, те интересира зошто заплакала. Так. Кога е болно, зошто е болно. Дали има проблеми дома? Дали некој го тепал? Дали комшиите го кара, го навредиле? Сето тоа тера да извлечете од него некој одговор за да нешто како човек, како учител, како личност преземете нешто, му помогнете. Така. Што мислите за тоа, дали дека воспитната шлаканица е некогаш добра? Знаете што, многу такви работи се слушаат. Така. Мудрил, шамар, па не знам што. Многу ретко избегаваме за такви работи и нема. Посебно овие за последни 20 и неколку години нема. Но се случува да го скараме, да го поменеме, да му запретиме. Но од друга страна има родители кои што и го бараат тоа од учителите. Има, не велам дека нема. Меѓутоа, ако навистина се случи такво, тогаш тие родители се повлекуваат, па му е криво зашто така се направи. Значи тука не може да се слоните, вие чекај, ќе му удрам една и тоа. Па што ако му што ќе биде? Так. Помире, па ќе биде помирен 2-3 минути, 5 минути. Нема да биде мирен цела годината. Како действувате со тие ученици на кои што поведението, како што реков, Па само преку разговор, само упорно. Ги вклучувате педагошко, психолошки да слушате Јас или? така малку ќе им запретам, добро дутре кај педагог ќе ве водам, ќе разговараме, ќе видиме зошто вака правите, а никој па до сега не сум одел. Ова ако го слушнат, баш ќе се обуштат. Нека го слушнат, ама јас сум искрен.
никој пат, затоа што ја мислам дека имам доволно капацитет да може сам да ги решам проблемите. И кај сега со овие луѓе што работам со овие колешки, истото сите. Сите свој максимум дава да си го решат проблемот. Ете нешто кое е екстремно настрано, тогаш бара помош и од други. Но тоа многу ретко се случува, искрено да кажам. Дали во вашата програма сега имате оние дополнителни додатни часови? Имаме и тоа не оптеварува доста тие часови, тоа се скоро 72 часа годишно. Значи, 2 дена, еден ден е дополнително, еден ден е додатна. Ние тие 72 часа мораме да ги одработиме, од кои што да кажеме 7-8 часа отпаѓаат на англиски јазик, они ги зимат, ги користат. Ако нема потреба, не треба да го држиш. Ако нема потреба, меѓутоа во секој деление се најде по 2-3 ученика, 4-5, кои што бајат со нив дополнително да работите и работиме. За додатна исто така има јаки ученици, тоа е па за нив така повеќе да нешто плюс од она што сме го работеле, уште нешто изработат. И тешко ни е, затоа што со тие часови имаме всушност секој ден по 6 часа. 5 дена по 6 часа. За тие часа. Ама тоа е тоа. Тоа требало да го мислат некои во Скопје, тамо во Министерството, дали психата на детето, дали физичкиот капацитет може на да детето го издржи тоа. издржува. Тоа ние мислиме дека не може. И кога ќе дојде моментот на вашето пензионирање, сега еве здравје Боже да збориме години нанапред, верувам дека учителството многу и нема да ви недостига, затоа што вие сепак на некој начин ќе бидете учител еве на вашите внуци, како што рековте, Обавезно. и ќе работите со нив. Па ја имам до пензија уште година, две години. Не се ниту нервирам, ниту да сум замислен, па што ќе биде, како ќе биде. Човек сам ќе си го организира животот. Знам дека ќе имам обврска околу внуците и внуките, уствари. Ќе помагаме колку можеме, за тоа сме, за тие деца, што вели, живееме, се бориме. Ќе водиме, ќе шетаме, како и сега што ги гледам, што доаѓаат кај моите ученици, половина се дедовци и баби. Сепак, значи, кога вака ќе погледнеме генерално гледано и покрај она што вие сте учител, велите дека има многу обемен материјал, а од друга страна пак настојувате уште во предшколска возраст, приватно дома, да ги научите вашите нешто да знаат, бидејќи веќе спомнавте. Не знам, околу ова прашање постојат повеќе теории, да кажам, или повеќе размислувања. Еви во Србија, кога сме оделе таму во Крагуевец во некои школи, сме разговарале на оваа тема. И велиме, што е подобро? Дали детето пред поаѓање во школа да ги совлада буквите, или да си, кога ќе дојде во школа, во училница, со помош на учител. Тука, не знам, нема правило. Затоа што тоа дете што ги знае буквите, што знае веќе да чита, некако мислите дека ќе летне, а всари стагнира. Затоа што знае, не го интересира. А вие мора да по програма да ги одработите буквите, него му е тоа јасно. Значи, тука не е некој, дури ја мислам дека е некој и како хендикеп. Друго е да е цело оделение подковано со знаење на букви, нема проблем, ќе одиме напред сите. Ама ако имаш 10 што знаат, а 20 што треба да работи, тука веќе има проблем. Како да ги сега оние другите мотивираме. Ама тоа да работи нека црта или нека решава нешто или нека пишува, ама му одвлекува внимание па на ова што сега тоа што пишува букви, па вика, овој си црта таму, веќе си бои нешто. Тоа се работи тешки. Ви благодарам што ни бевте гостин. Уште еднаш нека ви е честит светскиот ден на учителите. Ви посакувам се најубаво и се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја прилика. Благодарам што ме повикавте. Ја мислам дека бев искрен во разговор. Уште еднаш јас им го честитам овој празник на сите мои колешки и колеги, не само во Деленска, туку и во предметна настава. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи, за одвоеното време и внимание кое што ни го посветивте за денес. Останете со програмата на К3 телевизија.